Најпрво ќе прочитам од Прво Петрово послание, 4 глава, 1 и 2 стих. Вели вака: Кога Христос додека беше овде на земјата страдаше, и вие треба да бидете подготвени да страдате. Кога човек ќе умре, престанува да греши. Ако умревте со Христос, вие веќе нема да живеете водени од вашите телесни страсти, туку во текот на вашиот овоземен живот ќе исполнувате Божјата волја. Ова што значи? Вели во Словото, штом си крстен, веќе си умрен. Веќе ти си мртов за гревот, мртов за светот, а си жив во Христос. Така, ако умревте со Христос, нема да живеете водени од вашите телесни страсти, туку ќе живееме исполнувајќи ја Божјата волја. Но сепак се случува човек да подлегне по тие телесни страсти. Се случува колку и да го сакаш Бога, во одреден миг нешто ќе надвладее и ќе се случи да направиш греф или грешка. Што тогаш? Што се случува тогаш? Дали си во позиција да ја исполнуваш Божјата волја? Ајде сега да размислиме нешто кое што би сакали да го запишете. Кога практикуваш највеќе греф? Имам 5 одговори. Првиот одговор. Ти практикуваш греф и си подложен да практикуваш греф кога си оптеретен со себе си. Кога ти не се фокусираш на Бога, не практикуваш благодарност кон Бога за тоа што го направил за тебе, не го обожуваш, не се поклонуваш на Бога и тогаш си подложен да те води телото, а не Божиот Свети Дух. Ако во момент кога насетуваш слабост и тенденција да направиш одреден греф, во тој миг, ако почнеш да го славиш Христос, тогаш ќе го стопираш тој телесен нагон и нема да му овозможиш да те поведе кон разузданост. Кога ти го правиш ова? Кога значи си подложен да практикуваш греф? Кога си оптеретен со себе си и си фокусиран на себе си, на своите потреби, а не на Бога, не го славиш, не го обожуваш, не го издигнуваш во твоето секојдневие. Дали би се случило тоа? Да, се случило. Втора ситуација, кога си во позиција да практикуваш греф. Кога си оптеретен со проблеми, кога доживуваш стрес и кога имаш грижи, но грижи кои што не ги префрлаш во Божји раце, туку ги чуваш во своето срце, ти тогаш започнуваш да се бориш со своји сили и без да го вклучиш Бога во ситуацијата во која што си, започнуваш да изиграваш спасител на сам себе си и контролор на својот живот. Ете тогаш ти не му дозволуваш на Бог да действува во твојот живот. И наместо да го бараш Царството Божјо и неговата праведност, нели и се друго ќе ти се придодаде, ти го правиш она што Исус вели да не го правиш. Исус вели: не грижете се што ќе јадете, што ќе облечете, не се грижете за ништо. Бог знае што ви е потребно и ќе ви обезбеди. Кога ти се грижиш, одиш наспроти Божите Исусови зборови и грижата всушност те доведува во ситуација да почнуваш да паѓаш се повеќе и повеќе, да се ослонуваш на своето тело. На тој начин не го признаваш Божиот авторитет врз тебе и врз твојот живот. Наместо со вера во Бога, дека тој ќе ти помогне, дека тој е со тебе, дека тој е твој снабдувач, ти започнуваш сам да действуваш според поговорката: помогни си сам за да ти помогне и Господ. Што всушност е погрешно, бидејќи не е библиски оправдано. Третиот одговор: кога си во позиција да практикуваш греф. Кога постиш, го ставаш телото подредено и под влијание на твојот дух. Но кога не постиш, стомакот најчесто станува Бог, бидејќи е гладен, лакомост развиваш и постојано мислиш на тоа што ќе си каснеш. Но не само стомакот. Тогаш започнуваат да превземаат контрола и другите органи. Сега замисли, ако тоа е кожата, кожата сака нешто да ја гали. Или сакала нешто друго. Ако е тоа ушето, ушето сакало нешто трето. Ако е грлото, грлото сакало дијамантски ланец. Ако не знам што било, ако е била ногата, ногата сакала скапа чевла прада. Ако било раката, сакала прстен. Има похота на телото, похота на очите, гордоста на животот, сме зборувале за тоа, но тоа е кога телото води, а со постот,
Што се случува? Постот не е за Бога. Постот е за тебе. Ти помага твоето тело да го доведеш до позиција да стане жива, света и пријатна жртва за Бога. За да ја осознаеш која е Божјата совршена и добра волја за тебе. Но кога не го практикуваш постот, ти тоа не можеш да го осознаеш и стануваш повеќе тромав. Духовно може пројавуваш иницијатива и желба за богослужба, но кратко те држи. Не устојуваш на тој оган и се враќаш по инерција на основните навики, рутини и сето она кое што те доведува до ситуација да си подреден под телото. Така да постот помага твојот дух да доминира врз телото, со кое што, кое се постигне како цел, ќе се пројави низ тебе како една одлучност и како спремност да му дадеш отпор на телото, на телесниот нагон. Ова значи дека телото и да има потреба од храна, или од интимен однос, или од нешто друго, духот ќе раководи, твојот дух ќе раководи врз телото и ќе овозможи абстиненција, било тоа од храна, било кое друго задоволство кое што го спомнуваме. Треба да си овозможиш отпор, да практикуваш отпор, да се спротиставиш на нагоните, но тоа помага кога и можеш да го направиш не само волево со својата волја, туку пред се кога ќе постиш, кога ќе имаш практика на пост и молитва. Четвртата точка како одговор што ви ја даваме е кога не практикуваш шабат, односно кога не практикуваш влегување во Божиот шалом, Божиот мир, кој што е во Христос, да одмраш во Христос и на неговото завршено дело. И што се случува кога не практикуваш шабат? Започнуваш да се форсираш во животот, започнуваш се нешто да исполнуваш, да задоволуваш работни обврски, да стигнам овде, да стигнам онде, уште ова ме чека и едноставно, колку и да е тешко, свикнуваш на таа рутина, дури и се чувствуваш задоволен што работиш, допринесуваш, се чувствуваш како да ти е убаво, што си корисен и полезен и работата дека те исполнува. Меѓутоа, кога ќе се префорсираш, тога што се случува? Како издувен вентил или како една подсвесна награда, сакаш да си дадеш на себе си, бидејќи многу си работел, и тогаш си приуштуваш ситни задоволства, како малку алкохол, малку ова, малку цигарче, малку пуриче, малку џоинче, малку сексуално задоволство, малку прејадување од се нешто, малку ребро, малку ова, малку навечер да излезам, малку да се излуфтирам во петок навечер, афтер парти, па тоа до сабајле, малку ова, малку и ти веќе од малку до малку си дошол твојата празнина и твојот умор, како дупка, да ги надополниш со задоволства телесни, кои што де факто те доведуваат до практикување на грев. Но ако ти живееш со Божиот шалом, да влегуваш во Божиот мир, во присуството на Бога кога си, ти тогаш нема да се префорсираш и нема да станеш работохолик. Нема да ти биде ништо пред Исус и пред Бог во твоето срце и во твојот живот. Другиот можен одговор кој што е важен да го разбереме е, запишете си ја петата точка. Кога не веруваш правилно, имено ти си повикан да бидеш наследник на светот, а ти не веруваш правилно во тоа, и си во позиција едвај да преживуваш. Без разлика дали е тоа заради психолошки проблем, финансиски проблем, емоционален проблем, брачен проблем, каков и да е, ти, за да бидеш во таа позиција да си наследник на светот, треба да имаш правилно верување. Де факто, овдека највеќе се открива одговорот како да се доминира врз гревот и да се живее победнички и во живот со Божјо изобилие. Да отвориме Римјаните 4 глава 13 стих. Очигледно е дека ветувањето што Бог им го даде на Авраам и на неговите потомци, оти тие ќе го наследат светот. Не им беше дадено затоа што Авраам се придржуваше кон ритуалниот закон, туку врз основа на праведноста. Сега ќе прочитаме во друг превод. Ова беше динамичен превод. Впрочем, ветувањето кон Авраам или кон семето негово, дека ќе биде наследник на светот, беше дадено не преку законот, туку преку праведноста на верата. Овдека е одговорот кој што ќе ви помогне да немате проблем ни во психата, ни во срцето, ни во верата,
ни во односот со Бога, ни во односот со домашните, но вие не можете да го слушнете. Значи, што вели ветувањето кон Авраам или кон семето негово, дека ќе биде наследник на светот, беше дадено, ама не преку законот, туку преку праведноста на верата. Ова значи дека ветувањето што Бог им го даде на Авраам и неговите потомци, дека тие ќе го наследат светот, не беше дадено тоа ветување на Авраам, бидејќи Авраам го практикуваше законот, бидејќи се придржуваше кон тие ритуали од Стариот Завет, туку беше врз основа на праведноста, преку верата која што Авраам ја стекна во Бога. Семето на Авраам сме ние. Доказот за тоа е во Галатјани 3 глава 29 стих. А ако сте пак вие Христови, тогаш сте Авраамово семе, наследници по ветувањето. Значи, што сме? Ние сме Авраамово семе, наследници по ветувањето. Сега Бог му ветува на Авраам дека тие ќе го наследат светот, тој и неговото семе. Ние сме тие Авраамово семе, односно наследници по ветувањето. Ти си семе на Авраам. Значи дека ова ветување се однесува за тебе. А што значи тоа ветување? Дека ќе го наследиш овој свет. Да го наследиш овој свет значи да доминираш, да си во потполно здравје, во благодат, во изобилие, ништо да не ти недостига. Бидејќи кога си наследник на Божиот благослов, тоа оди во пакет со сите убавини нешта кои што ние не сме ги заслужили, но Бог ти ги дава. Значи ова значи дека за тебе важи ветувањето на Авраам, не ветувањето на Исаија, не ветувањето на Даниел, не ветувањето на Давид, има голема разлика. Авраам е единствен човек кого Бог го нарече свој пријател. И тој е единствен кој што поверува во Бога, а тоа му се засмета за праведност. Сега внимавајте, Авраам не ги знаеше 10 Божи заповеди, бидејќи тие беа дадени 400 години после Авраам. На планината Синај, Бог му ги даде на Моисеј. Така да Авраам не живееше според законот, не го познаваше законот. Авраам живееше во благодата на Бога. А што значи да си под благодата на Бога? Тоа значи дека кој е под благодат, не е под законот. Тоа значи дека гревот нема сила кога си под благодата, но кога си под законот, тогаш грешиш. Тогаш законот ти покажува што е грешно, ти го изнесува пред тебе да го видиш, да се соочиш и искусуваш колку висок е Божиот стандард за праведност и светост. Значи Авраам не беше свесен за законот, тој дури излажа 2 пати, но Бог го благослови не бидејќи лажеше, туку бидејќи Авраам беше под благодата и преку верата во Бога беше оправдан. Како компарација ќе спомнам од Библијата, Давид беше под законот и живееше во времето откако беа дадени Божите заповеди и затоа кога Давид грешеше против Бога, знаете за случаите, тоа имаше последици, односно се соочи со последиците на неговиот грев и го трпеше тоа на своја кожа. Знаете дека дури детето му умре. Значи Авраам му веруваше на Бог и Бог го третираше како праведен. А ветувањето е дека Авраам и неговото семе ќе бидат наследници на светот. Моето прашање е како ти си наследник на светот, како ти треба да досегнуваш до луѓе, да успеваш во животот, да живееш во изобилие, слободно, како кога си слаб, кога тоа го кажуваш дека ти не достигаат доволно пари за рата, се чувствуваш депримирано, имаш грижи, панични напади. Како кога живееш во долгови, треба сега да преминеш и да бидеш наследник на Бог. Разбираш ли дека овдека Библијата вика да не живееш на рати, туку да живееш наследник, човече, се имаш. Бог се ти обезбедил. Зошто тоа не се манифестира е прашањето? Како да ја видиш манифестацијата на ова Божјо ветување за себе, за својот живот? Како? Практиката и секојдневието покажува, гледала, не гледала, ти де факто рата те чека да платиш. Стихот не вели преку законот, туку преку праведноста на верата.
ветувањето кон Авраам или кон семето негово дека ќе биде наследник на светот беше дадено не преку законот, туку преку праведноста на верата. Тоа значи дека ветувањето не се исполнува и не го доживуваш во своето секојдневие кога ти ќе вршиш добри дела. Не е исполнување на ветувањево кога ти ќе вложиш свој напор, кога ќе правиш подолги молитви, кога ќе бацуваш икони и ќе одиш на специјални свети места. Не, тоа го нема. Преку праведноста на верата, не преку твоите постапки да се воздржуваш од едно друго и да чекориш во светост, туку вели преку праведноста на верата. А знаете дека праведноста преку верата е дар. Во Римјани 5 глава 21 вели: како што гревот владееше над сите луѓе и ги водеше во смрт, така сега владее Божјата чудесна благонаклоност, која ни подари праведност преку нашиот Господ Исус Христос и затоа ние ќе добиеме вечен живот. Значи, Божјата чудесна благонаклоност ни подари праведност преку Исуса Христа и од тука забележуваме дека благодата е основа. Всушност, таа е коренот и стеблото. А плодот, кога благодата ни е основа, ни е корен и ни е цврстина, ни е стебло, тогаш тоа ќе се манифестира како плод кој што излегува како плод на светост. Зошто е ова важно? Бидејќи многу луѓе мислат дека основата на христијанскиот живот е светоста, кое што значи пазење да не се греши, да се биде праведен и свет со своите постапки. Но тогаш светоста станува личен перформанс, лично залагање и светоста веќе не е одлика на Бога, туку резултат од своето залагање како добро поведение, со кое што човекот се возгордејува и очекува дека ќе биде поблиску до Бога и поправеден во Божјите очи. Тоа е религијата, тоа не е благодат. Така се паѓа под законот. Секогаш се паѓа под законот кога ти се трудиш да направиш нешто што мислиш дека вака треба, така треба, нака треба. Светоста во нашиот живот доаѓа како плод. Таа светост како плод доаѓа кога основата е благодата, а не законот. Ако си ти оправдан преку верата, тогаш ти ќе даваш плод на праведност. Ова значи правилното верување дека си оправдан по милост на Бога преку верата, таквото правилно верување ќе резултира со правилно живење. Неверувањето дека си оправдан преку верата значи да размислуваш дека си недостоен за Бога и грешен. Таквото верување грешен сум јас ќе резултира со грешен начин на живот. Мастурбација, гледање по жени, по мажи, сакање повеќе пари, работење за своја слава и различни други телесни нешта. Колку повеќе веруваш дека си оправдан преку верата како Авраам, толку повеќе ќе носиш плод на Светиот Дух, а тој е љубов, радост, мир, трпеливост, љубезност, добрина, верност, кроткост и само контрола. Ако сакаш мир да имаш, немој да си се трудел да имаш мир и да си викаш смири се, смири се. Морам да сум смирен, треба да сум посмирен. Колку повеќе тоа си го викаш, повеќе ќе искусуваш немир. Но ако во целост се ослониш на Божјата благодат, тогаш увереноста во тоа дека Бог е со тебе, дека Бог те сака, дека Бог те подкрепува, во тебе спонтано ќе донесе плод на мирот, без да се трудиш. Друг пример. Ако сакаш да си во радост, немој да се трудиш кон тоа. Ако ти треба само контрола, не пробувај да воспоставуваш само контрола. Бидејќи секогаш, кога се форсираш на тоа од типот морам да се контролирам, морам да сум во радост, ти започнуваш да се потпираш на сам себе си и како заинат стануваш повеќе потиснат, без трага од самоконтрола
по-живчан и по-бесен. Наместо да се трудиш да направиш нешто, разбери дека Исус е благодата, нели сме кажале. Преку Мојсей дојде законот, а преку Исус дојде благодата и вистината. Исус е олицетворение на таа Божја благодат и тоа е коренот, нели? И тоа е стеблото. А ние нели бевме прачките накалемени на него. Така да кога ние пребиваме во него, тоа нас не прави плодоносни. Заради него, заради таа Божја благодат што допуштаме од внатре да не напојува, да не наквасува. Значи, ако се ослониш на благодата, пребиваш на таа благодат дека Бог те сака, дека Бог ти дава се што ти е потребно, тогаш благодата во твојот живот ќе донесе плод на радост и на самоконтрол. Истото важи и за трпеливост, и за љубезност, и за сето она кое што го читаме како плод на Светиот Дух. Сега јас ако ви речам, немојте да замислувате жолта банана под вашето седиште, умот веднаш размислува на жолта банана под вашето седиште. Немој случајно да мислите на жолта банана. И веќе сите имате жолта банана во вашиот ум. Ти го правиш она што не треба да го правиш. Особено кога е забрането. Што значи ова? Колку повеќе слушаш, не пуши, не се коцкај, не гледај порнографски филмови и повеќе го правиш тоа. Така функционира законот. Не кради, не лажи, не врши прељуба, не врши идолопоклонство и ти постојано тоа ќе го правиш и ќе го правиш. Ова не значи дека законот е лош. Законот од Бога е свет. Ама законот од Бога ни го открива гревот. Во 1 Коринтијани 15 глава 56 и 57 стих ја читам два превода. Вели, гревот е силото на смртта, а силата на гревот почива врз одредбите на Божиот закон. Но Бог ни даде победа над гревот и смртта преку нашиот Господ Исус Христос и треба да му бидеме многу благодарни за тоа. Амин. Другиот превод. Силото на смртта е гревот, а силата на гревот е законот. Да му благодариме на Бога кој ни дарува победа преку нашиот Господ Исус Христос. Кога законот ќе го поставиш, не, од сега, ми ќе си молчам, а без збор нема да кажам. Какво избувнување? Магарето лета, така ќе си речеш. Автоматски законот во тебе се активира. Длинг. Она не смее тоа да го прави. Сега ќе види. И од внатре почнува. Таман тивко. Почнуваш двојно повеќе да избувнуваш. Кога ќе кажеш, веќе нема да гледам безобразни филмови, нема да пушам, нема да се коцкам, кога ќе ветиш дека нема да лажеш, нема да пцуеш, кога ќе земеш решение од типот, ќе ги сакам сите, нема со никого да се расправам, или ќе дадам се од себе, ова да успе. Што се случува тогаш? Ти се провоцираш себе си, се оптеретуваш и што се случува? Се ставаш под правилник или под закон. Законот од Стариот Завет постојано го става погледот на тоа колку си слаб и колку си недостоен за Божјата праведност, за Божјата светост. И се дури ти си свесен за гревовите според тој закон, ти постојано ќе се обидуваш да не сгрешиш. Гледаш како тоа да не го повториш. За жал, порано или подоцна, ти пак ќе го направиш истото. Вина, темнина, плачење, солзи. Зошто се случува тоа? Бидејќи погледот не ти е кон Христос, туку погледот ти е кон тебе и својот перформанс, својата изведба, во која што си паднал, односно си очекувал да бидеш супер стабилен, а ти де факто си пропаднал во својата слабост и си направил грев. Значи си се ослонувал на себе си. И на тој начин спонтано започнуваш сам со своји сили да се бориш, сакаш да постигнеш праведност, сакаш да доживееш прошка на гревови или светост. При тоа не осознаваш дека на тој начин го погазуваш Христос и неговото дело кој што го изврши за нас. Амин. Сега законот кој што Господ го објави преку Мојсей е совршен, знаеме за тоа. И проблемот не е во законот, туку во што е?
во грешноста кај човекот. А Павле што вели за оваа работа? Павле вели во Римјани 7 глава 5 стих, слушате внимателно. Додека со нас владееше нашата стара природа, грешните страсти действуваа во нас. Законот ги побудуваше. Законот ги побудуваше тие грешни страсти и како последица на тоа произлегуваа грешни дела што би не одвеле во смрт. Значи, што побудуваше такви грешни дела? Законот. Точно тоа што мислиш дека треба да е верата во Христос, сега откриваш дека не е. Колку повеќе се ослонуваш на законот, си под осуда. Отпаѓаш од Божјата благодат. Сам си ставаш суд. Зошто? Нели Христос дојде да не ослободи од законот? Нели Он ја плати казната за нас? Нели врз него падна казната за нашиот грев и последиците од нашите гревови? Зошто уште под законот да бидеме? Ова значи дека победнички изобилен живот или живот во светост не може да се постигне преку сопствениот труд и залагање, преку добри намери или преку законот. Ова значи дека ние се добиваме преку праведноста на верата што ја добивме по милост на Бога преку Христос Исус. Дали ова значи да не се покаеш кога ќе сгрешиш? Не. Најпрво, треба да знаеш дека Бог нема да ти прости заради каењето. Бидејќи некои луѓе си мислат, 3 дена се каам, солзи езеро направив, косите ги искубав. Бог погледна милостливо, виде дека се траќам од земја и затоа ми прости. Не е тоа вистина. Бог тебе ти простува заради Христос и неговата благодат. Треба да разбереш дека и каењето и тоа е одлика на Божјата благодат. Затоа е многу важно тоа да го разберете, бидејќи и каењето не е одлика на твој труд, на твој напор, на твое залагање. Значи, ако сгрешиш, покај се за гревот. Зошто да се покаеш? Бидејќи свесен си дека си сгрешил, знаеш дека тој греф е анулиран на крстот со Исус, меѓутоа, за да не ти тежи во совест и да не се возгордеаш, па на другите да им кажуваш, судија да бидеш, да им даваш црвен картон, види го овој каков е грешен, види ова срамота, види ова и она, за да не бидеш возгордеан, понизи се пред Бога и Бог ќе те превозвиши. Бидејќи Божјата благодат се излева кон понизните, а на горделивите се противи. Така да покајанието е одлика на понизноста твоја, на твојата зависност од Бога. Затоа што во Словото вели, зар мислиш о човеку дека ќе го избегнеш Божјиот суд ти, кој ги осудуваш оние што прават такви работи, какви што правиш и сам? Или пак го презираш богатството на Божјата благост, стрпливост и долготрпеливост, не разбирајќи дека Божјата благост те води кон покајување? Значи, Божјата благост те води кон покајување. Читав од Римјани 2 глава 3 и 4 стих. Ова значи дека покајанието овозможува сите оние човечки преданија, концепти и погрешни верувања, сето она што си го кажал како погрешна мисла или реченица, сето тоа што доаѓа како одлика на погрешно верување, со покајанието се овозможува да се тоа отфрли, да се напушти, да се предомислиш и да се превземе сето она учење што е според Божјата благодат, односно да имаш правилно верување за Божјата љубов пројавена кон тебе преку Исус Христос нашиот Господ и тоа што тој го изврши за тебе и за мене на крстот. Разликата е што во Стариот Завет требаше според Мојсеевиот закон да се покаеш, за потоа да ти биде простено, за потоа да си оправдан, за потоа да си благословен. Значи беше еден принцип ти да направиш нешто, па потоа да добиеш. Но во Новиот Завет, кој што е потпишан со пролеаната безгрешна и света крв на Господ Исус Христос, тој направи се за ние да бидеме оправдани, опростени, благословени. Значи, во Новиот Завет покајанието не ја погазува Божјата благодат. Туку ако си ја примил таа благодат, тогаш покајанието ќе произлезе од неа и нема да биде обред како од Стариот Завет што се практикувал. Исус ни овозможи да сме благословени, Исус ни овозможи што? Да сме спасени, така ли е? Но исто така и да сме оправдани.
Исус овозможи секое Божјо ветување да биде да и амин. Така вели Светото Писмо. Сега ние читавме за ветување кое што Бог му го даде на Авраам и на неговото семе дека ќе бидат наследници на овој свет. Тоа ветување верниците не го живеат. Не го живеат Авраамовиот благослов, бидејќи наместо верата, тие се трудат да живеат според законот, односно според менталитетот на правилата. И ова е тоа кое што вие тука треба да си го всадите. Колку повеќе ти ја исповедаш верата, односно прокламираш, да исповедаш значи да објавиш, значи да изустиш, значи да декларираш, што ние го викаме прокламација, да објавиш. Колку повеќе ја објавуваш верата во тоа што го веруваш, дека ти си Божја праведност преку Христос, значи ти што изјавуваш? Изјавуваш дека Бог те оправдал, дека си Божјо дете и врз себе си го ставаш Божјото Слово, она што тоа го тврди. Колку повеќе ти го објавуваш дека си Божја праведност преку Христос, толку повеќе ќе гледаш како Божјите благослови се манифестираат се повеќе и повеќе во твојот живот. Значи, за да живеете како наследници на Авраам и да живеете растаретени од проблеми, долгови и различни други ситуации, треба верата да ја изговарате, односно да ја исповедате. Треба да осознаеш и да се доживееш дека ти си праведен преку верата како Авраам. Кога ќе станеш наутро, баш така да почнеш со денот. Исто наплан, исто навечер. Во меѓувреме проблем се случи да сгрешиш, да излажеш, да направиш некоја пакост. Наместо куил и солзите, се стануваш, ќе се затресеш и ќе објавиш. Јас сум Божја праведност преку Христос по милоста на Бога. Амин. Значи, кога Бог тебе те прогласува за праведен, тоа не значи дека ти нема да сгрешиш. Тоа не значи дека ти нема да имаш негативни мисли, дека негативните емоции наеднаш ќе застанат, дека одма ќе се однесуваш љубезно со сите. Тоа не значи. Значи дека ти свесен за гревот си, дека тој е присутен во твоите органи, во твоите очи, во твојот абдомен, да не кажам на други места каде гревот е присутен. Свесен си шо те тера, свесен си накаде те води, но покрај се, ти веруваш во она што Бог го вели, дека ти си праведност, дека си направен праведен преку Христос и покрај тоа што си свесен за гревот и слабоста, стануваш и велиш: јас сум праведен преку верата. Кога ве мачи нешто, депресија, паника, стравови и слично, куќата треба да екне, да се слушне гласот, ако сте во стан, да се чуе ни сите станови тоа, ни сите комши, да разгласиш. Кога ти објавуваш дека си праведност Божја преку Христос, знаеш ли што кажуваш? Кажуваш дека крвта Исусова те покрива. И обвинувачот што доаѓа и ти шепка во увото: млада ќе умреш. Погледај ги децата што малци. Гледаш? Срцето ти рипка. До вечер може инфаркт. Тоа е, те гуши. Ајде, напи се таму лекче. Ако има ефект, ако не, ќе цркнеш, ќе умреш и готово. И така ѓаволот ти шепка во ушето тебе, солзи бисерни ти излегуваат, те од оваа страна, те од оваа страна, и он те гледа, непријателот се сити, те гледа и се сити, а ти како да го немаш Христос во животот, плачеш кутрата ти, жалната, а Словото е живо, делотворно, поостро од меч со двеоштрици. Наместо да го исправиш, да ја чеш, ти шо правиш? Му даваш луксус да си игра со тебе непријателот. Разбирате ли што ви кажувам? Исус кога беше во пустината и беше искушуван, нели знаете дека беше на пост? Ѓаволот му доаѓаше, го демнеше и го искушуваше. Го напаѓаше. Исус не се сокри. Исус не плачеше. Со што се возвраќаше? Со Словото. Истото ви го кажувам. Со Словото. Словото што го преполнува твоето срце излегува од твоите уста. Затоа ако ти срцето твое го полниш со Слово,
а не со светски вести, дневници и со сите светски новини кои што постојано ги емитуваат, дури ги повторуваат, и наместо тоа го полниш срцето со Божјо ветување, со Божјо слово, ти де факто си спремен да одвратиш на непријателот и тој ќе избега од тебе. Кога тој те обвинува, што ќе му кажеш? Јас сум праведен преку верата. Јас сум оправдан преку верата. Ако не го кажеш и молчиш, значи му дозволуваш. И тој еднаш ќе те нападне со негативна мисла, со вина, ама наредниот пат со нешто друго. Па со закана дека детето ќе ти загине, дека детето ќе ти го удри кола или нешто друго. Го гледаш тоа? Се случува кај другите луѓе, се случува. Читаме, гледаме, следиме. И ѓаволот го користи тоа. И вика, аха, сега твојата ќерка е наред. Сега твоето дете може и тебе да ти се случи. Контролирај ја. Звони на телефон, прашу каде е, со какво друштво. Разбирате ли што прави ѓаволот? Го користи тој материјал за да ти создаде несигурност. Да се чувствуваш ранлив. Да не живееш како наследник на светот. Ама има еден Псалм 91 вели, зло нема да ми се случи и неволја нема да се приближи до мојот шатор, зашто Господ им заповеде на своите ангели за мене да ме чуваат на сите патишта мои, да не се сопне од камен ногата моја во името на Исус Христос. Кажи го, не го молчи. Зуцни, кажи го, изусти го. И веднаш ќе го саботираш. Словото го кажуваат. Колку повеќе веруваш во оваа вистина, толку повеќе ќе примаш ти благослови од Бога. И ќе се случи спонтано да станеш наследник на светот без пот, без залагање, без умор. Разбирате ли, колку повеќе се фокусирате на Бога, помалку се оптеретувате со себе си и толку повеќе добивате благослов. Кога си оптеретуваш со себе си, со своите мани, проблеми и слично, централна фигура во животот си ти, не е Христос. Сега ние сме под благодата, знаете дека благодата дава, а ние треба да примаме. Примањето од наша страна се изразува преку верата, така ли е? Благодата дава од Бога, а верата не става опозиција да примаме од Бога. Во Римјани 3 глава 23 и 24 стих вели, зашто сите сгрешија и им недостасува Божјата слава. Ова сите го знаат, ама има една запирка. Продолжува после запирката. Но се оправдуваат од неговата благодат преку откупот во Христа Исус. Амин. Значи ние сите сгрешивме, но се оправдуваме како? Со добри дела? Не. Се оправдуваме од Божјата благодат преку откупот во Христа Исуса. Значи ти не плаќаш ништо, Христос не откупи и ти немаш што да изработиш и што да купиш. Тоа е дар од Бога. Во Римјани 5 глава 19 стих вели, зашто како што со непослушноста на еден човек мнозина станаа грешници, така и со послушноста на еден мнозина ќе станат праведни. Ова значи дека преку Адам и неговата непослушност сите станавме грешни. И ние ниту едно праведно дело што го вршевме не го менува фактот дека бевме грешници, така ли е? Еве да се вратиме назад, пред да бевте спасени, пред да се крстите во стариот живот. Нели бевте грешници? Ама нели тогаш помагавте на луѓе, на просијак некој што ќе побара, пак вршевте некоја добра услуга на некого, нели? Се сеќавате? Дали со тие добри дела се оправдавте пред Бога? Дали се спасивте пред Бога? Дали тоа добро дело што помогна на некого, му предизвика на Бог да ги избрише твоите гревови, да рече, еве, што помогна на ваа фамилија, сега гревот што го направи од вчера ти го избришав. Значи со добри дела не се оправдуваш пред Бога, така ли е? Сега, тогаш, вели, ако преку послушноста на Христос Исус на крстот стануваме праведни, дали тогаш може преку еден грев да станеме неправедни? Не, нели? Тоа е многу важно да го сватите, бидејќи многу луѓе мислат дека се оправдани сега до моментот на наредното грешење. И живеат на рати. Сега сум благословен, оправдан, ама утре клоцнав куче, излажав, опцув на семафор, погледнав кон женска и Господе, да ми простиш.
Зошто ви го кажувам ова? Ако кажеш дека и со едно такво дело стануваш неправеден, тогаш испаѓа дека Адамовата постапка на непослушност е поголема од она што Исус го направи за нас. Исус те оправда еднаш за секогаш, ќе ги прости сите гревови. И објави дека си праведност. Сега со еден грев не можеш ти тоа да е поголемо од неговото дело. Во 2 Коринтијани 5:21 вели, зашто оној кој не знаеше за грев, Бог за нас го направи грев, та преку него да станеме праведност Божја. Во друг превод, Бог го даде Христос, кој немаше никаков грев, да биде жртва за што? За нашиот грев, та преку него ние да се здобиеме со Божја праведност. Стани! Затвори ги очите. Слушај го мојот глас. Бог го даде Христос, сега повтори. Кој немаше никаков грев. Стана жртва за мене. Преку него се здобив со Божја праведност. Треба оваа вистина да ја живеете и да ја сруши секоја друга лажна идеологија во вас. Секој упориште во вашето верување, погрешно учење, кое што ви вели дека вие треба да се оправдате со добри дела, се руши со оваа вистина, која што ни открива дека Бог го дал Христос за сите нас, Христос во кого немаше никаков грев, и тој стана жртва за мене, за тебе, за сите нас, за преку него сите ние да се здобиеме со Божја праведност. Значи, таа Божја праведност доаѓа како подарок од Бога за нас преку Христос. Не може без Христос. Тоа значи дека концептот за грешност во овој случај, штом си во Христос, е анулиран, неважечки. И затоа помилуј ме мене грешната или помилуј ме мене грешниот, одново те враќа назад под Стариот Завет и законот. Ѓаволот ја сака религијата, сака преку законот да обвинува, го користи во таа намена, за да обвинува и да осудува. Но Бог е поголем. Бог даде благодат преку Христос, за на тој начин, преку таа благодат, ние да го искусиме она што Христос го возможи за сите нас. А тоа е Божја праведност. Во Римјаните 6 глава од 4 до 11 вели, и така преку крштевањето во смртта, погребани сме заедно со него. Знаете дека водното крштевање представува умирање на старото, водата е символ за гроб, влегуваш во водата, под вода останува стариот човек, се крстеваш во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Првиот здив кога излегуваш веќе како човек кој што е веќе крстен и кој што е веќе Божјо чедо. И овдека вели преку крштевањето во смртта погребани сме заедно со него. Така како што Христос воскресна од мртвите преку славата на Таткото, така и ние да одиме во нов живот. И затоа е убаво крштевање, секој што ќе поверува во Христос треба да се крсти. И ако некој не е крстен, де факто треба да се крсти, бидејќи тој е надворешниот чин кој што укажува на тоа дека на вистина човекот во целост му припаѓа на Христос. И вели зашто ако сме соединети со него во смртта слично на неговата, еве крштевањето нели е за тоа, ќе бидеме и во воскресението слично на неговото. Тоа го знаеме. Нашиот стар човек е распнат заедно со него, за да биде уништено телото на гревот, па да не му робуваме веќе на гревот, зашто тој кој умрел е оправдан од гревот. А ако умревме со Христа, веруваме дека и ќе живееме со него. Зашто знаеме дека Христос кој воскресна од мртвите веќе не умира. Смртта нема веќе власт над него. Зашто ако умрел за гревот еднаш за секогаш, а што живее, живее за Бога. Така и вие сметајте се себе си мртви за гревот, но живи за Бога во Исуса Христа нашиот Господ. Амин. Значи ти си мртов за гревот и ќе го кажеш. Кога нешто те тера за грев, кажеш, јас сум мртов за гревот, жив сум во Христос. Не чекајте тој да порасне. Не чекајте да ви предизвика фантазија и сценарио да си замислите како го практикувате гревот. Веднаш штом насетиш дека се случува, Изус ти ма мртов сум јас за гревот. Жив сум во Христа.
Така да ти си умрен за гревот еднаш за секогаш кога си во Христос и жив за Бога, сега како треба да живееш кога си жив во Бога? Како треба да живееш? Еве си Божја праведност, како да живееш? Со ветувањето на Авраам. Ветувањето што беше кажано дека Авраам и неговото семе ќе биде наследник на светот преку праведноста на верата. Кога си оправдан преку верата, ти треба да станеш упорен во ова уверување, особено кога се чувствуваш нечист, недостоен за Бога, кога имаш нечисти мисли, потиснат кога си од проблеми, кога имаш чувство дека Бог е далеку, те заборавил, токму тогаш треба да ја прокламираш таа вера дека си праведност во Христос. Ова значи да се идентификуваш со тоа што Исус направи. А тоа е Божја праведност. Ако верувате правилно, имате правилно ID и правилна идентификација, тогаш ти следува тоа наследство, кое што Бог го ветил. Ако наместо тоа се идентификуваш според гревот како пијаница сум, коцкар сум, грешник сум, слаб сум, тогаш имаш погрешни верувања, тоа води кон погрешна идентификација и нема наследство. Наследството е за оние кои се во Христос и го прифаќаат неговото завршено дело во нив и во нивниот живот. Ти си во Христос, само ти треба да го утврдиш тоа, дека си во Христос и дека си Божја праведност преку Него, да го објавиш тоа, да го декларираш, да чуе и видливо и ненавидливо и на тој начин се позиционираш за да врнат Божите благослови кои што Господ ги даде на Авраам, преку Авраам до нас. Значи, ние што сме во Христос, сме оние кои веруваме во Бога, веруваме во она што Исус го направи за нас. Знаете, Исус што кажа на крстот, се сврши. И тоа наследство, тоа ветување е за оние кои што преку Христос се спасени, се направени праведни преку верата во Него. Дали ти си направен праведна преку Христос? Значи ти останува тоа да го изустуваш, да го зборуваш. На овој начин ќе се промени сликата за себе, потоа ќе се промени сликата за твојот брачен другар, ваков е, таков е, наеднаш друга слика, потоа ќе се промени сликата за твоето дете, а потоа и сликата за живот, перцепцијата за живот. Значи, од тука започнуваат промени. Ама тие промени не можат да дојдат ако ти си затуцан со умот во некои стари и погрешни верувања како да Исус не дошол. Мора да разбереш Библијата дека е пред Исус и по Исус. Имаш пример од Стариот Завет како е без Исус и што следува, а што значи да живееш со Исус и за Него. Ова мислам дека ви е јасно и на овој начин што се постигнува. Без да вложиш личен труд, ќе почнеш да носиш плод на светост во твојот живот. Велиме доминирање врз гревот. Без да се бориш со гревот, ти ќе искусиш победа врз гревот. Без да се потиши, без залагања, ќе доживееш успеси. Без да се трудиш да испливаш, Бог ќе те извлече. Затоа е многу важно да му допуштиме на Бог да действува. За да действува во нашиот живот, треба да имаме правилно верување. Штом правилно веруваш, ќе имаш правилни резултати. Како во личниот живот, така и во професионалниот. Римјани 6 глава 22-23 вели вака. Но сега, откако сте ослободени од гревот и откако се поставивте во служба на Бога, го имате вашиот плод, осветувањето. Ете го плодот. Значи, откако сте ослободени од гревот и се поставивте во служба на Бога, го имате вашиот плод, осветувањето. А вечниот живот за крај. Зашто смртта е плата за грев, ова сите го знаеме. Но благодатниот Божји дар е вечен живот во Христа Исуса, нашиот Господ. Одовде треба да разбереме дека фокусот е Бог, не си ти. Тоа значи да практикуваш зависност од Бога. Бидејќи Бог е тој што треба да се прослави, ти треба тоа да му го дозволиш. Со тоа што неговото присуство ќе се манифестира во твоето живење кога ти си во согласност со неговото слово. Си во синхрон со тоа што тој го кажува за тебе. Го прифаќаш неговото слово за твоја вистина.
Ама мене чувството ми вика дека ја пак ќе сгрешам. Чувството нека ти вика, умот нека ти вика, телото нека ти вика, ама ти што ќе викаш, ете тука е клучното прашање. Ти треба да го викаш она што Бог го кажу. Чувството тебе ти е дека си ваков, дека си таков. Твојата слика за тебе дека пак ќе сгрешиш, но Бог ти вика погледни кон Христос, не кон себе. Изусти го она што Он го кажува за тебе, не тоа што од внатре телото и умот ти го вика. Ајде да се помолиме. Господе Всемоќен, Татко мил, во името на Исуса Христа, Твојот Син, а мојот Господ и Спасител, Ти благодарам што вечерва ми се расчисти нејаснотијата, дилемата и сето она што правеше во моето срце да имам поделеност. Повеќе се соочував со себе и фокусот беше на мене, на светот, но јас, Господе, сум повикан по милоста Твоја да бидам наследник на светот и да царувам во овој свет со Твојата благодат и со дарот на праведноста. Во мене имаше одбивност, дури ги заборавав овие работи. Не се ни молев, ниту објавував ова што вечерва го слушав, иако го знаев. За кое што жалам. И сега одново, Господе, нека моето срце воскликнува со благодарност кон Тебе и за Тебе. Оти многу станав аналитичар и истражував на интернет и се веев како трска, но не останав стабилен. Тоа не даде во мене плод. И јас сакам да сум плодна прачка, накалемена на Тебе, Исусе, бидејќи Ти си вистинската лоза. Ти благодарам што мојот живот го правиш плодоносен, што радоста во Бога е моја сила, што ќе живеам од благодат во благодат уште од сега, што ќе ги искусувам Божјите благослови секој миг и секој ден во изобилие. Ти благодарам, Татко, што сум очевидец на Твојата благодат врз мене, врз мојот дом, врз мојата црква, врз мојата држава. Ти благодарам, Татко, што сега Твојата љубов победува во мене и ги крши и руши сите упоришта од лажни верувања. Објавувам дека по милоста Твоја станав Божја праведност преку Христос. Го прифаќам тоа, Господе, и го отфрлам менталитетот на робството, на грешноста и на законот. Ти благодарам, Господе, што ме запечати со Светиот Дух за денот на избавувањето. И имам уверување дека ќе ме земеш, ќе ме грабнеш и мене, дека го имам духот на воскреснувањето. Јас верувам во Тебе и знам дека нема да умрам. И да умрам ќе живеам заради Тебе, Исусе, бидејќи Ти си во мене и јас во Тебе. И како што Ти и Отецот сте едно, така и мене ме стори едно со Тебе. Ти благодарам за моето единство со Тебе, што веќе јас не живеам, туку сум распнат на крстот. И Ти живееш во мене. И животот што го живеам во телово, го живеам со верата во Тебе, Исусе Христ. Во Тебе Ти ме возлюби и се предаде себе си за мене. Твој сум јас. Во целости припаѓам и мојата душа, моето тело, моето срце, мојот ум, се мое, секоја моја клетка, се е во Твоите раце. Ти си, Господе, тој што управува со мене. Јас Те канам, управувај со мене и со секој дел од мене. Ти верувам, Господе, и знам дека Твоите замисли за мене се совршени и најдобри. Тие се замисли за добро, за иднина, за надеж. И затоа, Господе, избирам Тебе да Ти верувам. Не на луѓе, не на мои чувства, не на субјективни мислења, не на прогнози, не на она што го говори разумот и логиката. Не на сето она, Господе,
што е очевидно. Ти си Бог што прави чуда и она што не правиш да е. Јас ти верувам и знам дека и она што го немам, ти го даваш и го возможуваш дури уште пред да го побарам. Бидејќи ти си грижлив и добар татко, многу милослив, кој што бдее над мојата душа. Уште пред да побарам, ти си ме снабдил. Ти благодарам, Господе, за љубовта Твоја, за милоста, за благодата Твоја, која како рака, како мрежа стои под мене. И додека одам во овој живот, како по жица, не можам да паднам. Дури и да паднам, ти ме задржуваш и одново ме креваш, за да чекорам храбро, смело, уверено, право кон целта. Ти благодарам, Господе, што го смислуваш мојот живот, што даваш, Господе, да согледам дека смислата на ова постоење е Христос. Во се и за се е Христос. Ти благодарам, Татко, во името на Исуса Христа и објавувам, Господе, дека Исус Христос е Господ и е жив, и е цар на царевите и господар на господарите. Фала ти, Господе, ти благодарам, свети души, за ова молитва, за ова слово, за ова собрание и ова помазание, кое што ја трансформираше нашата вера во плодоносна, смела и плодна, жива вера, што планини поместува. Фала ти, Господе, што ова слово на вера го примив и продуцира огромни промени, резултати и во личниот живот и секаде каде што ме праќаш. Фала ти, Татко, во името на Исуса Христа, ти оддавам слава и чест и извикувам велик си, праведен си, свет си, совршен, сезнаен, семоќен. Повикувам кон Тебе, Господе, и Ти ме слушаш. Копнеам, Господе, како сува, жедна земја, копнеам кон Тебе и Твојата благодат, како сува земја што жедне за дожд. И Ти ме наросуваш како летен дожд, ме квасиш со Твојата љубов и ништо не може да ме одвои од Твојата љубов. Ни прогонствата, ни заканите, ни грижите, ни стравовите, ништо, Господе, не може да ме оттргне од Тебе. Ти ме откупи и Твојата љубов е совршена. Те славам, Господе, и Ти благодарам, Татко, во името на Исуса Христа. Амин. Халелуја! Слава на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин.